Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Представата "Немам каде да се вратам" во изведба на театарот Kunstwerkstatt од Скопје ја доби гран-при наградата на 56-то издание на ДАВ во Кочани. Во текот на 6-дневната програма беа прикажани 12 театарски представи, а во придружниот дел на фестивалот беа промовирани неколку книги, изложби на плакати и други уметнички перформанси. Со изведбата на драмскиот текст на Дах театар од Белград и со доделувањето на наградите за најдобрите, во Кочани заврши 56-то издание на драмскиот аматерски фестивал. Највисоката награда Васил Ќортошев ја доби представата "Немам каде да се вратам" во режија на Дени Стојанов, а во изведба на театарот Kunstwerkstatt од Скопје. Според одлуката на жири комисијата што ја сочинуваа драмските актери Борис Чоревски, Несрин Таир и Катерина Соколова, во представата била прикажана квалитетна колективна игра со комплицирана естетика во изразување на сериозна светска проблематика, низ која се проткајува будење на општествената одговорност и емпатија. Сакавме да испратиме порака дека тоа може да се случи на секого, дека не се бегалците некои далеч луѓе таму некаде, дека започна. Нашата представа доста раскажува за приказните, кои го поголемиот дел се вистински приказни на бегалци. И гледавме да се фокусираме кон тоа да обичниот човек, односно нашата држава, би можел да се бегалците, односно со нивните приказни. Пред 2 години имавме можност да го земеме гран-при тоа за тогашната представа. Сега е втор пат, да, и сме многу задоволни и пресрекни сме искрено, али исто така сме благодарни до целата организација, целиот тим што работи на Драмскиот фестивал, бидејќи едно уникатно као на целата република и се надевам дека ќе се видиме след некоја. Наградата за најдобра главна женска улога ја доби Кристина Николова за ликот на Ева во представата "Умри машки" на Домот на културата Мирка Гинова од Емир Капија, а за главна машка улога Виктор Ангеловски за врвното актерско мајсторство во улогата на Джош во представата "Бенг Бенг и мртов си" во изведба на Центарот за култура Асном од Гостивар. Наградата за најдобра режија ја понесе Александар Нешковски, а наградата за истражување на нови сценски изразни средства и експеримент во аматерскиот театар ја доби представата "Робоград" во изведба на аматерскиот театар колектив Ветерница од Скопје. Наградени беа и Мила Глигоровска и Орхан Багашов за епизодни улоги, додека за најдобра детска представа беше прогласена возможна приказна Абракадабра во изведба на летечката театарска трупа од Тетова. Специјално признание на Зоран Никодиновски од Кичево и награда за негување на аматеризмот во Македонија доби аматерскиот театар од Прокупле, Србија. Разговорите ги водеше Кристина Атанасова-Арсова. Во текот на 6-дневната програма на ДАВ беа прикажани 12 театарски представи, а во придружниот дел на фестивалот беа промовирани неколку книги, изложба на плакати и други уметнички перформанси. На 4 јуни муслиманите го слават Рамазан Бајрам. Рамазан 9-тиот месец во исламскиот календар, воедно и месец на почетокот на објавата на Куранот. 4 јуни вторник, кој ќе биде и неработен ден за сите граѓани на Републикава. Муслиманите ќе го слават празникот Рамазан Бајрам. По едномесечниот пост во кој верниците се воздржуваа од храна и пијалоци од зора до зајди сонце, во текот на наредните 3 дена во сите џамии ќе се служи утрински Бајрам намаз. Рамазан 9-тиот месец во исламскиот календар, воедно и месец на почетокот на објавата на Куранот. Верниците од исламска вероисповед овој празник го слават 3 дена. Во текот на рамазанскиот пост, муслиманските верници се обврзани да даваат садакату фитер, милостина на сиромашните. Фитерот треба да се даде пред утринскиот Бајрам намаз, а ако некој тоа не го сторил, се обврзува фитерот да го даде во текот на годината. Утрениот ден, најдобриот ден, Бајрам, рамазански Бајрам. Ето денеска ни е последниот ден од Рамазан. Утре, иншалла, ако сме живи и здрави, за Бајрам. Што значи Рамазан? Рамазан е пост 30 дена, што е дадено од Аллах Джелешанеху, наредба, тоа е фарс, ние викаме, вие викате наредба, што мора да постиме 30 дена
ние муслиманите за месец Рамазан. После, пред да излегне Рамазан, треба да се дае садака и фитре. Значи, на време Расулаллах салаллаху алейхи ве селем, на нашиот пророк Мухамед, неговиот еден сахабе се вика Осман, му кажал на Хазрети Расулаллах салаллаху алейхи ве селем, на нашиот пророк Мухамед, рекол: "Ја Мухамед, јас сам заборавил да давам садака и фитре. Може ли, вика, еден измикјар да платам за тоа?" Вика: "И 100 да платиш, не вреди тоа." Значи, толку е вредно овие наши 150 динара денеска што ги даваме за садака и фитра, за здравие. Има многу богати од нас што помогаа на многу души, на многу луѓе што да доа јадење цел месец во џамиите, во брионите, доле во ресторанти, во куќи, дадено за сите ифтар. Секој вечер во џамијата од 150 до 200 души имаше за ифтар да јаде, посиромашните луѓе ифтар да јадат. Муслиманите Рамазан го слават со полна трпеза, баклава и гураби. Ке ни дојдат дервишите, ние имаме дервиши, тука имаме во малото и помали, ке ни дојдат за Бајрам да ни бакнуваат рака и мора да спрема и баклава. Значи, без баклава Бајрам не бива сега, 30 дена постеме, до денеска имаме пост, до денеска не се јаде цел ден, не се јаде од негде 3 саат, од 15 за 3 затвараме, па до кај 8 и 5, 8 и 6, на кај 20 часот и 5 минути отвараме го постот и продолжуваме до сабале наутро, до кај 2:30 да јадеме и да пиеме. Рамазан Бајрам е ден кога се сретнува моќта на богатите со слабоста на сиромашните во љубов, милост и правдина. Ден кога сиромашните се радуваат во удобностите на животот. Ден кога роднините се сретнуваат во благодет и внимание еден за друг. Ден кога муслиманите се соединуваат во молитви и меѓусебни посети. Ден кога пријателите ги оживуваат мостовите на љубовта и елементите на блискост. Кога благородниот дух ги простува грешките на другите и се соединува по разделбата. Општина Кочани во соработка со Сојузот за училишни спортови го организираше традиционалниот пролетен крос 2019. Спортската манифестација се одржа на стадионот Никола Мантов, а на најдобрите им беа доделени признанија. Во организација на Сојузот за училишни спортови од Кочани и локалната самоуправа, во саботата по 9-ти пат се одржа пролетниот крос за учениците и здруженијата на граѓани од општината, а на кој учествува поголем број надпреварувачи во повеќе возрастни категории. Пролетниот крос претходно беше закажан за средината на мај, меѓутоа поради неповолните временски услови беше одложен. Целта на манифестацијата е да се подобри спортскиот дух кај населението, особено кај помладите, а придобивка е здравиот начин на живење, без оглед што тоа се прави на рекреативна основа. По 9-ти пат традиционално го одржуваме пролетниот крос. Учествуваат сите основни училишта и двете средни училишта. Очекуваме да настапат некаде околу 500 до 600 учесници. Меѓу учесниците се овде и издружението Борка, како и ветераните од градот Кочани. Се надеваме со пролетниот крос, ќе ги потикнеме сите во општина Кочани да сакат да спортуваат за еден здрав живот. Вообичаено, најмасовно беше учеството на учениците од основните и средните училишта, кои беа поделени според возрастни категории. На пролетниот крос се вклучија и повозрастните, односно членови на Сдруженијето на пензионери, како и представнички од Кочанскиот огранок на Сдруженијето за борба против рак Борка. За прв пат оваа година Сдруженијето Борка влегува во трка на пролетниот крос за поддршка на женското здравје. Тоа значи дека во здраво тело има здрав дух. Да, и да си помогнеме сами себе, да кажеме дека постоиме, дека сме борки во животот и дека сме жени за родова еднаквост. Како дел од редовните училишни спортски активности, претходно наставниците по физичко и здравствено образование од училиштата во Кочани реализираа подготовки на кои беа селектирани учениците со најдобра кондиција за учество на манифестацијата. Пролетниот крос вообичаено се одржа на стадионот Никола Мантов, а градоначалникот Никол Чуилиев
Потврди дека тој ќе остане традиционална спортска рекреативна манифестација што ќе ја организира локалната самоуправа. На крајот, од секоја од трките според возрастна категорија, на тројцата најдобри учесници им беа доделени медали. Викендов во трговскиот центар во Кочани се реализираше младинската иницијатива Плати кафе со уметност, на која се изработуваат цртежи и графити. Темата на која беа изработени цртежите и творбите е против насилството и дискриминацијата. Во рамки на програмата за локален активизам, младински локални иницијативи, иницијативата Обединети во различностите во саботата во Кочани го организираше настанот Плати кафе со уметност. Носители на настанот беа ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во соработка со невладината Млади Инфо, а со финансиска подршка од фондовите на Европската Унија. И ова е втора активност според. Првата активност беше пикникот. Пикник за запознавање на луѓе од различни националности, вери и слично. Тоа беше чисто помала активност. Ова е поголема активност која што е финансирана од Европската Унија и од Млади Инфо и е подпомогнана од општината, а сите активности што ги правиме се под менторство на Младите можат. Ова активност се Плати кафе со уметност, односно сите што се заинтересирани да нацртаат или да напишат есе или состав или на тема против дискриминација и насилство, се добредојдени да дојдат да нацртат нешто или да напишат нешто, со тоа да си го потекне духот за да настапиме против дискриминацијата и насилството и добиваат со тоа кафе. Целта на овој настан е да ги спои младите од Кочани и да им овозможи прифаќање на различностите. Младинските локални иницијативи продолжуваат и во наредниот период, за кога е планирано да се одржи ораторска вечер, како и филмски проекции со тема против дискриминацијата и насилството. Исто така, ќе биде организиран и спортски настан на кој ќе учествуваат млади од различна возраст, етничка, полова и друга припадност. Викендов на Осоговските планини се одржа велосипедско-планинскиот фестивал Осоговска авантура, чии организатори беа Друштвото за спорт и рекреација Прв до врв од Скопје и велосипедското здружение МТБ Исток од Кочани. Главната цел за спортување и рекреација на граѓаните, како и промоција на природните вредности на нашиот планински регион, беше реализирана, за што потврда е големиот број учесници. Поголем број велосипедисти, планинари и љубители на природата учествуваа на дводневниот велосипедско-планински фестивал Осоговска авантура, што во текот на викендот се одржа на Пониква. Манифестацијата, што годинава беше трета поред, ја организираа Друштвото за спорт и рекреација Прв до врв во соработка со велосипедското здружение МТБ Исток од Кочани и спортски ентузијасти од регионот. Главна цел беше популаризација на природните убавини на Осоговието и потенцијалите за планински спортови во овој регион. Патеката оваа година е скратена и тоа со една единствена цела, тоа е сите учесници оваа година да се качат да го освојат Царе врв и тоа со велосипед. Патеката значи е од Пониква до Царе врв и потоа по истиот пат надзад во должина од 40 км со висинска разлика или елевација од 1200 метра. Значи од година во година настанот расте, како што гледате, и се надеваме дека во една година ќе прерасне во еден голем планински фестивал кој што ќе опфаќа значи и други спортови како што се планинско трчање, качување на карпи и други активности. Оваа година имаме околу 300 учесници и се надеваме дека бројот ќе расте. Поддршка за одржувањето на фестивалот Осоговска авантура дава и локалната самоуправа на Кочани, при што градоначалникот Никол Чуилиев нагласи дека тој се вклопува во плановите и проектите на општината за натамошен развој и искористување на потенцијалите на Пониква. Еден од тие проекти е секојако е многу важен за вас велосипедистите, тоа е планински велосипедски рај, каде што ќе бидат направени 2 патеки за вас велосипедистите и ќе биде изграден планинарски дом за планинарите и останатите спортисти за кои ќе биде потребно. Другата работа со која што во моментот работиме и ќе се направи се надевам во летниот период, тоа е целосна реконструкција на 2 постоечки ски лифта со што ќе овозможиме побрз развој, посигурно скијање
и поголем капацитет за скијање, со што ќе допринесеме на вистина развојот на туризмот на Пониква да биде што е можно побрз и подобар. На почетокот од велосипедската тура од Пониква до Царев Врв, учесниците на фестивалот Осоговска авантура имаа сончево и пријатно време, а полоцна имаше врнежи од дожд, но тоа не беше проблем, тие успешно да ја завршат планираната рута. Организаторите на манифестацијата најавија дека од до година очекуваат уште поголема посетеност со учество на гости и од други држави, а дел од содржините би добиле и надпреварувачки карактер со награди за најдобрите. Следува информацијата од спортот. Уште еден голем успех на джудистите на џудо клубот Гладијатор на државен џудо турнир што се одржа во Скопје. Освоја 8 медали, од кои еден златен. Едно злато, 3 сребрани медали и 4 бронзи освоија джудистите на џудо клубот Гладијатор од Кочани на државното првенство во џудо што се одржа во Скопје во организација на Сојузот на училишен спорт и во техничка организација на џудо клубот ИПОН од Скопје. Кочанските џудисти повторно со големи успеси и бројни освоени медали задоволни се вратија од турнирот. Вчера во Скопје во организација на Сојузот на училишен спорт, а во техничка организација на џудо клубот ИПОН од Скопје се одржа државно првенство во џудо, каде што џудистите на џудо клубот Гладијатор од Кочани зедоја учество и се здобијаја со следниве медали. Станислав Грпов го освои златниот медал, Ева Димитрова го освои среброто, Стефанија Павлова го освои среброто, Дамјан Крстов среброто, со бронза се здобијаја џудистите Андреј Давидков, Андреја Минова, Бојан Панов и Петар Новков. Во борбата за третото место не успеа на пиедесталот да се качат Христијан Павлов и Марко Симеонов, кој што слегоа на 4-та позиција. Ова е уште една голема жетва на нашиот клуб, каде што полека, ама сигурно чекориме кон крајот на оваа сезона. Морам да нагласам дека за да биде успешно сето ова, голема поддршка имавме од основните училишта, Малина Попиванова, начело со директорот Благоја Петров, и основното училиште Кирил и Методи, начело со директорот Даниел Кралев. Следно, кое што не очекува како клуб предизвик е Балканското првенство, кое што треба да се одржи во техничка организација на џудо Федерација на Македонија, кој ќе се одржи во Скопје на 15 и 16 јуни, каде што од нашиот клуб имаме тројца учесници, тоа е Стефанија Павлова, Станислав Грпов и Ева Димитрова, кои ќе ги бранат боите како на клубот, така и на нашата држава. Цела година тренерот Шекеровски напорно работи со џудистите, поради што со заеднички сили и напори, упорноста на вежбањето и тренинзите се исплатува. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.